Петровден. За Петровден мора да е топло. Мислам дека ќе го потврди мојот соговорник професор доктор Марко Китевски. Држам во мене една прекрасна книга, меѓутоа за книгата малку подосна во разговорот. Иако е тесно врзана, може би со денешниот ден, за Петровден, за Галичка свадба, отворање на Охридско лето, навистина еден голем ден за македонската нација, Петровден. Еве и во најавата водителката кажа денеска го слават многу оние што се нарекуваат Петар, Павле, Перо, Павлина и сада не ги редим, има доста имиња, нека ми е честит именденот. Кој е значењето? Најпрви да им честитаме Петровден на сите оние што слават именден денеска, што го носат името на светите апостоли, а потоа и на целиот македонски православен народ, бидејќи е празник на сите. И да кажеме дека тоа што е многу топло не е чудно, бидејќи е Петровден, сега се печи лебот, житото зрее, му личи да е толку топло. И тие што седат дома и мислат дека е топло, нека помислат на оние што жнеат на нивите по цел ден или што косат на ливадите, како им е ними, но се е до навика и се е Божја работа. Инаку да кажеме дека се работи за голем ден, ден посветен на светите апостоли Петар и Павле. Тие се во ист ден на денешен ден погубени во Рим и затоа празникот е заеднички. Иако за да не биде апостолот Павле запоставен, утрешниот ден му е не му посветен, меѓутоа роден ден, имен ден се честита денеска и на двете имиња. Треба да се каже дека во народното верување, во народните представи Петар и Павле се браќа, а всушност не се браќа, затоа што Петар е брат на Андреј Првоповикан, неговиот празник е на 13 декември. Апостолот Петар најпрвен се викал Симон, а кога Исус го признал за свој ученик, рекол ќе се викаш Петар, што значи камен, зашто врз твојата вера што е цврста како камен, јас ќе градам мојата црква. И така и на фреските, на иконите, представени Петар и Павле кај што ја држат црквата. Петар со клучевите, според народното верување, клучевите на рајот, а апостол Павле со меч како символ на собствената смрт. Апостолот Петар присуствувал на сите поважни настани од животот на Исус Христос, на преображението, на воскреснувањето на Јаировата ќерка, подосна се истакнал на 50-ницата, кога Светиот Дух ги исполнил апостолите, кога тие почнале да зборуваат на разни јазици, народот помислил дека се пијани, а Свети Петар одржал една инспиративна беседа, кај што кажал дека тие не се пијани, туку се исполнети со Светиот Дух. И тогаш 3000 луѓе се крстиле. Свети Петар присуствувал и на распетието и така натаму, значи тој има голема со својата подоцнежна мисија за проповедање на христијанството, има голема заслуга и затоа е прогласен за врховен апостол. А свети апостол Павле пак не е од тие 12 господови апостоли, туку во почетокот со име Савле бил противник на христијаните и ги фаќал, ги прогонувал, ги носел насуд и така натаму. И кога свети Стефан, првомаченик, го линчувале, го каменувале, свети Савле тогашен, не бил светец, Савле ја зел неговата облека, ја облекол и продолжил да ги прогонува христијаните, меѓутоа при едно патување во Дамас, кога исто така одел на некој празник да ги прогонува христијаните, му се случило одеднаш да види силна светлина, ослепел и слушнал глас од небото: Савле, зошто ме прогонуваш? Кога рекол: кој си ти? Слушнал глас: јас сум Исус, ти што го прогонуваш. И тогаш Савле рекол: Господе, што да правам?
И Господ му рекол, оди во Дамаск, таму ќе ти кажем што да правиш. И по 3 дена таму дошол некој стар човек и му рекол, сега е време да се исполниш со Светиот Дух и да прогледаш. И тогаш тој прогледал, се крстил и од најголем противник на христијанството станал најголем негов приврзаник. И затоа сега меѓу народот се вели од Савле стана Павле, кога некој од една минува во друга состојба. Така и Кузман Шапкарев за Димитар Миладинов вели кога се врати од Војводина, од Србија, од Босна, од Савле стана Павле, од приврзаник на грчкото влијание во Македонија, тој станал негов најголем противник. Тие се податоците, инаку двајцата се во Рим погубени на денешен ден, 61 година по Христовото раѓање. Професоре, навистина многу убави ни раскажувате, така и пишувате како приказни. Уште неколку минути само да објасниме за вашата последна, не е последна, меѓутоа оно што пишувате, затоа што знам дека постојано пишувате. Книжевност и фолклор, Стале Попов, меѓутоа нешто што сакам да го прочитам, посветена е на 90 годишнината од раѓањето на нашиот познат писател Петре Андреевски. Да. Тука има, ќе објасните практично 2 книги во една книга. Да. Би сакала повеќе само да ни објасните за книжевноста и фолклорот. Навистина овој денешен ден некако го носи фолклорот во својата Вака, значи, се работи за 4-та книга од одбраните дела мои, кои што ги објавувам во изминативе неколку години. Ова книга ја посветив на Петре Андреевски, бидејќи тој навистина најинспиративно го користеше фолклорот. Петре беше и наш пријател и вработен во нашава телевизија, цел живот го помина. И така, ова книга содржи текстови посветени на Петре Андреевски, на неговите книги, на неговата инспирација од фолклорот. Првиот дел од книгата содржи текстови на таа тема литература, фолклор, текстови за фолклорните инспирации на Кочо Рацин, да речеме, Мисирков и фолклорот, некои други наши писатели, Стале Попов, го споменавме Петре Андреевски и така натаму, значи се она што е инспирација и кажано е тоа, напишано дека нашата литература извре од фолклорот. Затоа нашата литература е препознатлива во светот, затоа што се заснова на нашиот фолклор. Може литературата да е високо уметничка, но ако не е заснована на темелите, на фолклорните темели, таа нема да е национална. Нашата е препознатлива во светот. Потоа имам втората половина е книгата за Стале Попов, за неговото творештво, за неговите исто така фолклорни инспирации. Стале Попов беше по војната најплоден и најчитан автор. Неговото дело целосно е од Мариовскиот крај инспирирано, но и општо од македонските традиции. Така што книгата е на таа релација литература, фолклор, фолклорните инспирации за кај македонските писатели. Професоре, навистина Марко Китевски, ви благодарам за директното вклучување, значајни книги и секогаш нешто што јас го потенцирам со овие учебници, кои што сите они што сакаат да се занимава со книжевност, фолклор и претходно со книгите што ви се за празниците, за обичаите, практично за етнологијата, воопшто како наука за фолклор, за традицијата, за културата, треба да ги црпат овие книги, затоа што навистина се учебници и се сведоштва и се со трајни вредности, каде што може само да продолжа со истражување. Ви благодарам и за поканата. Еве, пак да им го честитаме именденот на сите Петревци, Павлевци и така натаму, и на целиот македонски народ. Ви благодарам уште еднаш за вклучување.